Да, но... Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина од 6:45, така ќе биде и дружењето на оваа трпа. За домакинки ќе бидеме јас Милена. Милена и официјално добро утро. Добро утро, Алекс, до тебе, добро утро, драги гледачи, до вас, секако и до нашите гости. Верувам дека ќе имаме многу убаво дружење. Ние впрочем и во текот на вестите веќе си направивме, да речам, план како ќе ни тече разговорот, и ако имаме многу теми со сите тројца, можеме уште еднаш официјално да ги представиме. Многу теми, но да започнеме од почеток. Веднаш до мене професор доктор Андреј Петров. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. На средино од ова машко друштво, господја Гордана Николовска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ме најдов. И на крајот Стефан Тренески. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, исто фала на поканата. Докторе, ќе започнеме со вас, бидејќи некако политиката ни е многу актуелна во Македонија, секогаш и неизоставна тема. Секогаш во Македонија. Така е, како поранешен пратеник и градоначалник, во едно интервју велите дека СДСМ и ВМРО треба да го изградат консензусот и да донесат на граѓаните европска перспектива, а потоа да појдат во заедничка борба против криминалот и корупцијата која го разјадува нашето општество веќе повеќе од 30 години. Без наши и ваши, туку на честни и нечестни. Па има ли можност во Македонија тоа да го доживееме? Мислам дека тоа ќе биде неминовно во една точка од развојот на државата. На Македонија не и треба консензус за други прашања, на Македонија и треба консензус за борба против криминалот. И тоа е начинот како да се гради европска перспектива. Тоа не е само моја теза. Мислам дека првично господинот Хари Костов, поранешниот премиер, ја дефинираше како рамковен договор за борба против криминалот, а не некаков друг тип на рамковен договор. И јас со тоа се сложувам, бидејќи Македонија може да оди напред само ако на ова поле почне да покажува резултати. Тука треба заеднички да се обединат сите, бидејќи јас длабоко верувам дека во сите политички структури има луѓе кои се одговорни, кои се честни и кои си ја сакаат својата држава, сакаат да живеат во нормална држава. Сакаат да има настани за кои какво што ќе зборуваме денес во емисијата. Убаво е да се спомене да имаме честни политичари и да сретнеме такви кои што навистина ќе ни изградат државата на подобро, но да зборуваме за убавите работи. Стефан, имавте историски триумф на ваше 17 години. Секоја чест за истото. Што за вас значи од денешна перспектива една година подоцна? Ми се оствари сонот. Само толку имам да кажам. Имам од секогаш сум сакал да станам автомобилист по постапките на мојот татко. Уште од многу рана возраст јас го сакам овој спорт и сум сакал формула да возам како и мислам многу други. И оваа година ми се оствари можност да одам на Формула 4 Европска академија и да победам. Во конкуренција од многу автомобилисти, од картинг, од други категории на формула, но исто така и од рели и од други категории. Јас успеав меѓу тие европски автомобилисти, јас да сум прв. Што значи ова? Формула 4, дали истата е подготовка за онаа формула која што ја гледаме на малите екрани и за кого навивате можеби од овој светски ранг? Да, Формула 4, со оваа победа јас добив стипендија. И следна година ќе возам Формула 4 централно европски шампионат, цела сезона. И тоа е премин, Формула 4 е премин од помалите рангови на Формула до Формула 1. И за кого навивам? Моментално за Макс Верстапен, тој според мене. Подсеката, така да. Интересен избор, така да се надевам дека рамо до рамо ќе застанете до тие светски шампиони и ќе правите горда Македонија. Но, господја Николовска, кога зборуваме за спортот, некако како пандемијата да ги измени сите спортски навики. Па кој е вашиот став? Пандемијата измени се. Мислам дека остави еден траен белег, поготово во менталното здравје. А спортот, за да излеземе од таа ситуација, каде што менталното здравје прилично се наруши покрај и општата физичка здравствена состојба, спортот е, мислам, најдобро решение за да се врати духот, за да се смириме, за да ги исчистиме лошите мисли, а при тоа да направиме една добра физиолошка промена во нашиот организам, да имаме
црст скелет, црсти мускули кои што ќе не одржат многу подолго во животот. Така да мислам дека многу повеќе почна да се спортува. Бројот на учесници, на рекреативците се зголеми практично. Но не можам да речам дека па на резултатско ниво имаме некои големи промени во делот на националните состави, нели, дека од пандемијата навака сме доживеале некој бум. Зошто е тоа така? Што мислите? Па не би знаела да кажам. Не би знаела. Мислам, има многу работи зошто е тоа така, меѓутоа тоа е едно домино, тоа е еден систем поврзан со себе, не може да се каже дека еден е виновник. Секако, мислам дека ако зборуваме за резултати, ако Да, така, општо и за целата таа состојба. многу чинители се вклучени тоа. Тука прво е да се направи една добра стратегија за спорт, да се конечно да се направи еден нов закон за спорт кој што во моментов е стар, е скини врзи, пачарка како нефункционален. Тоа ќе придонесе да се едуцираат тренерите на различен начин од овој веќе што нели го имаме, не е само да се заврши факултет за физичко образование, спорт и здравје, понатаму да се учење е многу надоградува, важно. така е. Тие тренери треба да се внесат во систем кој што ќе бидат платени честно и достојно, да не работат за некој минимален бакшиш, Да, речем. и да немаат мотивација. Така е. Истото се однесува во сите едни сфери што ги опфаќа спортот, да се вклучат и психолози, спортски нутриционисти. Сета една таа работа што ни е потребна за да функционира еден спорт. Ние практично во некои спортови има навистина функционираат врвно и професионално. Меѓутоа во поголемиот број од индивидуалните спортови ние имаме недостаток на спортска администрација. Така, автомобилизмот ќе го споменеме, така. да, тука ќе го споменеме иџе, таеквондото исто така ќе го споменеме, кое што бележи многу успеси со многу млади луѓе. Ајде сега да не испуштам некои, не сакам да ги набројувам, но како што кажавте, да, можеби во поединечни имаме повеќе отколку во оние групни, како што порано сме се радувале на ракомет, кошарка. Добро, фудбалот можеби малку мрднува од некоја мртва точка, да речеме, од она што го слушам од професионалци, сепак јас не сум нели во тој спорт, но Да, има прогрес. Меѓутоа имаме ние и инцидентен прогрес. Така. Еднаш ка некој ќе светне и после ќе го снема. Нас ни треба континуитет. Не може за 2 години да да стане шампион. Ама таа континуирана работа треба да биде поставена на здрава основа, да ја водат луѓе кои што ќе бидат вработени во федерациите. Мислам, многу услови. Многу сегменти. Да, многу Но работи. за да имаме здрава основа, колку политиката треба да ги тргне рацата од спортот? Прашање до сите. Стефан, Повторете уште еднаш, велам. колку политикава треба да ги тргне рацата од спортот? Ета, кој е вашиот Зошто став има и политика во спортот, вака поедноставно? Па мислам дека спортот ја представува самата држава на глобални рангови, еве да речеме. Не сум јас политичар, не можам баш да ви го одговорам точно ова прашање, но за мене спортот и за многу други генерално спортот мислам дека е и репрезентација делумно на државата, но исто така и начин на представување на што својата земја, на што представува таа држава. Менталитетот Така. и така и натака. Така да затоа мислам дека политиката има големо влијание на еден спорт. А не треба да има? Спорт треба да се До биде некаде и во спорт? право. Политиката има големо влијание. Ако политиката во моментот тој што владее одлучи дека спортот ќе биде национален интерес, каде што ќе дадат голема поддршка, каде што стратегијата на државата е како што тоа го направија впрочем унгарците. Стратегијата тогаш беше на Орбан да се направат сите можни светски првенства во Будимпешта, во други. Формула, Ironman, сакате мечување, сакате джудо, сите спортови. Што се случи? Во секој еден спорт ќе дојдат сигурно од 1000 до 2-3000 учесници. Да. Тоа е сериозен инкам на пари, а при тоа е најдобра туристичка промоција на земјата. Економска промоција. Такво мешање на политиката во спортот многу сакаме. Тоа е добре дојдено, таквото мешање. Да, па треба да зборуваме за позитивни политики. Да. Многу сакаме кога политиката ќе каже цела поддршка ќе имате,
ќе ви овозможиме Се што е потребно. цела промоција, така е. И има некогаш поддршка, но некогаш сакајќи да се поддржи се оди во една друга насока, па некогаш работите излегуваат надвор од контрола. Има една друга работа. Јас сум во триатлон спортот, каде што ние колку и да сакаме да направиме, а можеме да направиме врвен европски куп. Така. Нашите 3 природни езера се граничат. Кога патот, значи каде што треба да се вози велосипедизам, е пат кој што е меѓународен, односно оди према граничен прелаз, тука не смееме да држиме надпревар. Ние сме ограничени во некои ресурси каде што ние бараме спас од политиката да ни помогне како да Да ги се најде решение. разрешиме тие работи, односно благодарение на полицијата некогаш сме добивале согласност, меѓутоа тоа не е трајно решение. Така. Градските татковци често играат улога во одредени политики, па да подсетиме, господине Андреј, вие од 2003 до 2008 бевте градоначалник на општина Карпаш. Да, на оваа општина тука, кај што е На ова, телевизијата. така. Но. За жал патот се уште не ни е направен. Ако сакате со велосипед до тука да стигнете, така многу интересна. Тоа кога не сме на емисија, доктор, ако сме на емисија и со велосипед, имаме нови фризури. За велосипедската патека, првата велосипедска патека ја направив јас. Оваа црвената што сега веќе е таква во таква состојба Таква како каква што има ние, за 20 жал. години. Да. Кога почнав да ја правам, бидејќи бев нерелативно доста млад. 30. Зошто од оваа страна не ја направивте на партија? Зошто само едната страна? Па немаше ни таму. Ни таму немаше. Немаше ни од некаде мораше да се почне. Тогаш како човек од 32 години се сеќавам кога почнав да ја правам, останатите градоначалници што беа, па и на Скопје, ми вика Андреј е многу млад, си игра некоја детска игра, што ќе му е таа патека за точаци што ја прави, не знае. Таа патека потоа се проложи до крајот на градот, значи сега имате до Ново Лисиче таму. Одлично го поврзува Значи го градот. поврзува градот и таква треба да се направи секаде. Потоа тоа стана тренд секаде да се прават патеки. Во тоа време релативно малку се возеа точаци. Меѓутоа патувајќи надвор, гледајќи како е во Холандија, во Амстердам, каде што тоа е основно превозно средство, почнавме тогаш тоа така да го правиме. Така да има исчекор напред. Особено во тој дел на создавање на спортска инфраструктура кој не е доволен. Меѓутоа ситуацијата е таква да сите треба да се трудат нешто да направат во рамки на нивните можности. Јас сум против она директно мешање. Тој дел на политиката е исправен. Значи да возможиш амбиент, да направиш терени, Да. да може да играат Сали. фудбал, да пливаат, да играат сали. Значи во тој период почнавме да речеме со еден проект сите деца од школите во Карпаш пливаа во базенот тука. Потоа тоа се прекина. Да. Мислам, треба на тој начин да помага политиката и да мене ми пречи оној другиот дел каде што сега ќе дојдат нашите, ајде да позиционираме некој Точно, некој без начин, разлика некој дали место, без разлика тој дали има- добро работа. Може да бил Така е. супер спортист, Така да е. бил најдобриот што може, ама треба да има и некакви други, да кажам, капацитети за да може да менаџира одредена. Тоа секогаш за жал било така и многу е себично. И тоа треба да се промени, а спортот е обележие на државата. Ние нема подобра работа од спортот за представување на државата. Јас се сложувам со тоа што го кажува млад човек кој навистина гледа далеко. Ние на ракомет сега на европско кога во Загреб што во Хрватска која беше во Вараждин. Видовме што е амбиент каде што каде се чувствуваш горд, каде што целата трибина се навивачи на Македонија. Нема други. Така да тоа е нешто што треба да го правиме за да дојдеме до добри резултати. Жал ми е бидејќи поранешна Југославија е поднебје кај што растур прават во сите спортови. Гледајте ги Србија, гледајте Хрватска, гледајте NBA лигата. Точно, Во NBA точно. лигата главните играчи ви се Од тук од овие србини и простори. словенец. Да. Така, од некогаш на Југославија. Но ние си имаме македонец кој допрва ќе блесне на светското небо, па да погледнеме на видео, Стефан, од тебе, бидејќи да не зборуваме за вашиот спорт, најубаво е да погледнеме, па вие да ни коментирате низ Јас видео. така мислам. Да го погледнеме Стефан, кој неодамна ни се врати од Словачка.
Стефан, добро забележа докторот, возите нешто над 200, но верувам дека патеката е безбедна, Да, секако. дава можности за Да. брзина, но како се подготвувате за ова што го гледаме да биде така едноставно за вас? Јас вака, извини Стефан, значи вака го гледав видеото, е вака, значи не може да се покаже тука како си направив дупка на палецот. И ми е страв само што гледам. Каква ментална подготвеност треба за вакво нешто? Те молам да ми објасниш. Јас прво се спремам од дома само, затоа што имам симулатор дома кој е скоро ист, кој овозможува исти можности како и на патеката. Нормално тука не е адреналинот и опасноста, но јас уште од мал сум спремен и сум прифатил како мал дека ова е опасен спорт и возам од мал уште мотори, возам не сум возел точно картинг, но од секогаш сум бил дел од спортот и едноставно немам страв. Адреналински тип Добро, на во Скопје човек. опасен спорт е и да живеете, Да. така да... И велосипед и тротинет да се вози исто така е многу опасно кај нас, за жал. Но патеките се доста безбедни, колку што може да бидат, сепак е многу опасен спорт, но ние имаме и безбедност на опрема и така и натака, така да... Колку килограми се губат во тек на една трка? Па јас имам 3 трки што се пократки, не е како во Формула 1 да е час и пол, туку кај мене се по 25 минути, но се по 3 и имаме многу повеќе сесии и сега изгубив по 2 кила, горе-доле по 2 кила губам од една трка. Една трка. Ке зборуваме подоцна за истото, но господја Гордана, со оглед на тоа дека секоја година организирате голем број на трки, како во Скопје, така и низ Македонија, па може ли да ни издвоите што е се потребно за да се биде добар домакин на светот во Македонија? Јас да кажам дека организирам трки кои што се случуваат на отворено, што има една разлика. Организирање на надпревари во сала или на стадион, каде што е делумно се подготвено, седишта, тоалети, скосена трева или изчистен паркет, е многу поедноставно. Поразлично. Кога се организираат надпревари на отворено, вие треба за 24 часа се да смените. Под број 1 приоритет е безбедноста на надпреварувачите и на публиката. Тие се стандарди кои што ние ги почитуваме. Впрочем, така треба и секој еден организатор и верувам дека тоа го применуваат. Безбедноста на учесниците и на публиката мора да е на прво место. Втора работа, кога се организираат надпревари, мора да се придржуваме до сето она што веќе сме го подпишале. Тоа значи, имаме сертификат на патека, каде што ако некој направи и истрча многу добро време, може да освои норма за учество на Олимписки игри, Европско и Светско првенство. Тоа значи дека патеката не може да биде поместена знакот ни 5 мм, помалку или повеќе од тоа како што е направен во сообраќајниот проект. Треба да имате многу добра екипа. Јас работам со екипа веќе 20 години, истите луѓе. Ние може и да не комуницираме вербално, секој си ја знае својата работа и тоа е многу важно. Така е, Луѓе кои што се мотивирани, кои што не само една трка, ние и женска трка, и Скопје трча, и Скопски маратон, триатлон, се уште 5 трки во година, да речам 10 трки, заедно ги работиме и секој си ја знае својата работа. Мислам дека е тоа основата, да имате добар тим во кој што ви верувате, нема хиерархија, тимски работиме, се придржувате до тоа што треба, како треба, за да изгледа светски еден настан. Многу работи фалат. И на Скопски маратон му недостасуваат работи за да станеме скопски, за светски. Меѓутоа, не секогаш работите зависат од нас. Знаете, Скопје е тесно и долго. Ние би сакале маратонот да се трча во еден круг. Меѓутоа, не можеме да го изведеме. Ние можеме практично да го изведеме, но ќе направиме еден поголем хаос во градот, а не сите трпеливи. Така. Една работа, втора работа, ние работиме, имаме одлична соработка со полицијата, каде што сите нивни забелешки доследно ги применуваме. Не смееме да затвориме пристап до пат до болница, значи водњанска ние. Не смееме да затвориме железничка, поджелезничка, меѓуградски и меѓународен транспорт. Не смееме да одиме
автокоманда булеварот излез према надвор од Скопје. према аеродром. Значи исто Многу овој ограничување. Имаме многу ограничување, а бидејќи Скопје има 3 надложни улици, и оваа година ќе биде како што е во 2 круга маратонот, 1 круг полумаратонот, но по друга страна тие што се елитни врвни надпреварувачи, ни воопшто не им е важно колку круга ќе вртат. Практично маратон не би требало да е повеќе од 2 круга. Нив им е важно да е асфалтот добар, да нема дупки. Нив им е важно да е температурата да не е многу топло. Дождот и не им значи некој проблем. Да нема многу скитници, кучиња кои што да често ги знаат да се пуштат по првите надпреварувачи. Но затоа ние тука превенираме, имаме мотори напред кои што ги следат надпреварувачите и нема да дозволат никаков инцидент, така да се организира светски настан во Стоколм е веројатно полесно, ама светски настан во Скопје е со многу повеќе предизвици и не е воопшто лесно. Докторе, ние имавме задача на некој начин да ви убедиме да се пријавите, не знам после ова дали ќе се пријавите или не. Јас вака кога разговарав ми кажав, јас еднаш имам трчано на Скопје. Да, па Прво да затоа. кажам дека тоа е една од најдобрите манифестации За Скопје. за Скопје која пошто е најдобра, нешто што трае толку години Да. и расте. Не може да биде лошо, тоа може да биде само добро, затоа што време траењето на било која работа е доказ на квалитетот дека постои. Така е. Тоа е супер настан. Тоа е нешто што на вистина го дигна нивото на доживување на Скопје како главен град да биде на Македонија, да биде со една манифестација која е карактеристика на сите големи Метрополи, градови така. на метрополите. И не можам да кажам дали да или не, бидејќи јас тој период имам некој патување во Америка, баш се погодувам, ќе размислам сериозно да во иднина повторно се активирам. Тоа беше случајно. Мислам дека беше, сега не ме држите за збор, дали 2009 дали 2008 година. Значи одамна било. Многу одамна беше. Кај што трча се уште бев, знам, 2008 веројатно бев актуелен градоначелник на Карпаш, каде што тогашниот амбасадор на Европска унија и некои други луѓе, сегашниот заменик генерален секретар на НАТО, да не ги редам сега по имена, да не им правам. Па трчавме заедно во тој период и тоа јас не трчав 5 километри, она што е најмалата. И мислев дека можам без проблем да ја трчам. Во тој период не трчав, сега редовно. Сега си трчате и дома, рековте на имам трака, на имате трака кондиција. трчам. Тогаш едва истрчав 5 километри, а редовно игравме фудбал, редовно игравме баскет. Мислев дека имам многу кондиција. Меѓутоа трчањето очигледно си бара подготовка и Баш, да. јас се радувам кога гледам дека се поголем број на луѓе трчаат и на кеј и по улиците во градот. Некојаш тоа не беше случај. Да, на кеј има многу малку луѓе чудно ако почнеш да што трчаш, сега веќе тоа е. Само нема многу добро осветлување, ако не се лажам, од луѓе кои што трчаат се жалат многу кеј? на кеј. Го забравија кејот точно. Нели? И е поприлично ископан. И читам на не се социјални среќа. мрежи многу поплаки за тоа. Патиката одамна не е обновена, но да ги тргнеме на страна проблемите кои се ги имаме во главниот град. Тоа е градски, тоа е градска содржина, тоа е на градска. Да, знам. Поштено заради вака тоа е потек кој треба да го држува Градот. градот. Ајде може со следниве локални Дај избори Боже да се поправи конечно. работата и да заличи градот на град. На град. Да. Но ајде кога сме веќе кај заличувањето, вашата примерна професија е дерматовенеролог, па колку можеме со спортот да одржиме младоста или тука ни е потребен ботокс и сите оние нови алатки на модерното време? Зависи од гените, докторе, кажете. Зависи од се помалку. Сега вака, значи зависи од гените, тоа е една работа, зависи од навиките на живот. Навиките на живот се едни кај човек што, да речеме, нема никаква спортска активност и сосема е различен човек кој е навикнат да спортува, кој е навикнат да троши калории, кој на тој начин сите има кожни болести кои, да речеме, се подобруваат. Да зборам за аспектот на мојата професија, често пати доаѓаат девојки или момчиња со акне. Ми кажуваат покрај другите работи кои ми советувам физичка активност. Зошто? Затоа што таа го троши оној вишок на тестостерон во организмот и помалку ги стимулираат лојните жлезди да лачат лој, да се запушуваат. Значи сакам да ви кажам, има Се е зошто поврзано, да. спортот поврзан. Нормално дека овие нови технологии кои стојат на располагање се нешто што е предност. Иако јас сум познат по тоа дека не сакам да претерувам во тие работи. Секогаш им сугерирам на пациентите критична употреба и на ботулинум токсин, и на филери,
за мене не е трендот на убавина оноа што го гледаме денес на голем дел од да кажам, регионалните канали, за да не навредам некој се. И изменување на личниот опис. Тотално волуминизирање на лицето и именување на личниот опис, за мене тоа е англиски, али е главна реченица на најдобриот познавач на човекот што ја напиша првата книга за ботулинум токсин, тој е американец со италијанско потекло, Бенедето, он вели less is more. Значи, не можете да одите со да го преволуминизирате лицето, кои пуштите овие стари филмови. Да. Нека го отворат Казабланка или било кој од оние стари филмови кои, да кажам, се антологиски на некој начин, може да ги погледнат и помладите генерации, го гледате каков е таму трендот на убавината, како тоа изгледа и гледате како е ова денешно време помалку изнасилено. Се разбира, има предности. Можете да го спречите старењето на кожата со употреба на ботокс. Но што потоа? Тоа е нешто што може да се прави, тоа е природен материјал. Значи, ботулинум токсинот, тоа е природен материјал, потекнува од бактерии. Значи, не е нешто вештачки, не е нешто што е создадено на некој артифицијален вештачки начин. Или хиалуронот кој се инјектира. Хиалуронот го имаме ние во кожата. Само да се обнови. Таа е градена со хиалурон. А вие да го напукате некој со 2 мл хиалурон во уста, значи како што често пати јас гледам и се прави, спрема мене е погрешно. Јас никогаш не ставам повеќе од 1 мл. И кај некои пациентки кои би сакале повеќе, им велам не може. Кога ќе ми речат, ама докторе, ние ќе одиме на друго место, слободно. Значи Па да, тоа и за вас како доктор кажува, нели кога ќе излезе таа точно. На некој начин морате да водите сметка за изгледот на нешто што мислите дека е во рамки на некои вредности за кои се залагате. Не можете да го менувате личниот опис. И не мислам дека спрема мене тоа не е. Има уште една дилема меѓу девојките, жените, кога треба да се почне со тоа. Некои велат дека што порано толку подобро, некои па го прават откако ќе имаат за нив премногу брчки. Што е правото решение според вас? Точно е тезата дека ботулинум токсин, ако почнете порано, тој го превенира старењето на некој начин на кожата. Тоа е докажано во студии, тоа не е погрешно. Меѓутоа, прашањето е што е тоа порано. Јас сум имал некои пациенти кои сум ги одбил, кај што мене тоа воопшто не ми се допаѓа, каде што за матура родителите сакаат да ги подмладат. Подарок за матура, еден ботокс ако може за кирка. Тоа воопшто не е по мене добро, а точна е тезата дека вие можете да почнете и порано во текот на живот. Не морате да дочекате, возраст 55 или 50 години за да почнете со ботокс, можете да почнете и на 30. Меѓутоа треба да биде човекот созран прво, ментално, психофизички да е созран и да може тоа да го прими на адекватен начин, не да тоа потоа постане една зависност или потреба сама по себе, нешто да се прави. Така да тука е многу деликатно, мислам дека трендот во кој одиме генерално е лош, дека треба да биде многу покритична употребата на овие средства. Ние инициираме сега како асоциација една промена на законот кај што нема да може секој да боцка се, не може на забави, не може во во одредени козметички салони или тоа треба сертифициран доктор да го прави. Мислам дека и повеќе од потребно ни е ваква промена во законот со оглед на тоа што го гледаме. Стефан, нема да ве прашам што ви подарија за матура, се надевам на вашите непрактикувани. Кацига. Не имал матурата, се шалам. Би ве прашала што е потребно за успех во вашиот спорт? Мислам дека менталитет, дефинитивно, но и една цел. Мене ми е целта да стигнам или до Формула 1 или до Леман. Тоа се, според мене, врвните места во автоспортот. И јас работам секој ден, имам личен тренер, вежбам по 2 часа на ден, возам на симулатор секој ден и сум спремен да учам. Тоа ми е најбитно мене во моментов. Оваа година јас учам, возам и Европски Твинго Куп, каде што се борам за европска титула, но учам за Формула 4 за следната година. Кога ќе влезам во автомобилот, одма одам на прво место.
нема учење следна година, одма одиме на прво место. Сека чест. И имам големи амбиции, огромни амбиции да станам светски автомобилист. Леле, браво, дај Боже. Дај Боже. Следно Да. кога ќе се сретнеме за некоја година од сега да вистина ви се реализира сонот. Но кој ви е најголема поддршка и колку финансиски се ова е потребно за да се реализира? За среќа јас имам стипендија, како што напоменав. Така, на самиот почеток. Да, ја победив Формула 4 академијата и тие ми помагаат многу финансиски и ми овозможуваат јас да возам. Од друга страна имам доста голем спонзор, Elixir Exclusive, поздрав до нив. Тие ми... Од Канал 5 ќе доставиме фактурата. Да. Тие ми помагаат финансиски и ми овозможуваат јас да го осварам мојот сон, но исто така и да ја представувам Македонија на Ма тој така висок треба, така функционира секаде во светот. Јавен повеќе да сите општествено Да. одговорни компании да ги инвестираат своите средства во вистински вредности, како што сте вие, и да ви помогнат да го достигнете врвот онаму каде што е потребно. Бидејќи верувам дека ви се потребни многу финансии за да го направите она што го правите секојдневно. Но Гордана, вас би ве прашала, сите знаеме колку спортот го минува животот, еве тоа може да го посведочиме и со младиот Стефан кој е заедно со нас ово утро. Но кој е вашето мото? Пред се како личност, која ве води низ годините за да го правите ова, како што самите споминате, над 20 години успешно? Па јас немам мото едно кое што ќе ме води низ... Едноставно никогаш се придржувате до принципите кои што сте ги восприемале како такви, кои што ги наметнуваат одредени стандарди, ама мото кое што ќе ме води во животот нема. Интересно. Мислам, не е едно. Има Так. принципи, има начела, но немам едно мото. Ама едно нешто што би издвоила е никогаш да не се откажувам. Верувам И кога дека знам дека работата нема да трне како што треба, нема да се повлечам, ќе останам машки до крај, ако треба и ќе верувам потонам. има многу предизвици низ овие 20 години, но што ги очекува Скопјани и која е датата за овогодишниот Скопски маратон кој сите со нетрпение го очекуваме? Еве, се надеваме докторот ќе го мотивираме да се пријави. Стефан можеби уме исто да Зашто трча да не? колку што е брзина. 10 километра на ден. Така да. Не е лошо. Стефан, ти си спремен за штафета. Да. Доктор, ако може вие да дојдете вака со ботокс, ова како го слушав разговорот, практично во еден момент помислив да не стане задолжителна вакцина, што порано тоа подобро со измените закона здравство. И викам, добро, ја промаши вакцината, ама да се вратиме на тоа што е во суштина маратонот ќе биде Скопски маратон ќе се одржи на 5 октомври, имаме 4 трки. Одлично. 5 километри, таа е најмасовна трка, полумаратон, маратон и штафетен маратон, каде што четворица трчаат. Пријавувањето, сите што ќе се пријават сега до 29 ќе добијат мајца, а до крајот на пријавувањето, оние што ќе задостанат, ќе се пријават, ама нема да имат мајца, па така ги поканувам порано да се пријават. Очекуваме 14.000 учесници од преку 50 земји од светот, во исто време ќе биде ова и Балканско првенство во маратон. Многу е важно во сите овие години како организираме, не е само да се зголеми масовноста. Се создаде многу голем број на тркачки заедници, тркачки клубови кои што се дружат, впрочем па и тоа е најубаво. Така. За мене рекреацијата е таа што е најважна во животот. Но што се случи од целата една голема трчачка маса што се создаде, почна да се извојуваат врвни квалитети, така да Дарио Ивановски е плод не лично на Скопски маратон, меѓутоа е еден плод кој што дете кое што е невероватен карактер, не се откажува, истраен, послушен и идеален профил како што би требало да има еден спортист. Да стигне до Олимпијада и сите сме ние во трчачката заедница сме горди што го имаме, а ние како Сојуз на спортови на Скопје и клубот му помагаме на секој еден можен начин како и колку можеме. И мене ми е драго дека со ова многу компании општествено одговорни видоа дека многу значи едно браво, едно честито, Така. па и финансиски да го помогнат. Спортот на Стефан е безобразно скап. Меѓутоа нема спорт кој што не кошта, поготоа кога збориме таму каде што се цели за високи резултати. Државата помага.
Меѓутоа, родителите се тие што најмногу помагаат, а јас сите компании ги молам, може да скратат на еден ручек на презентации, а тоа да го дадат на некои спортисти кои што навистина гледаат дека имаат потенцијал. Неверојатно многу добро ќе им се врати на компаниите кога ќе направат нешто добро. Така. Со убава мисла да го завршиме овој дел од разговорот, а верувам дека со уште поубава мисла ќе го продолжиме истото по реклами. Краток одмор и се враќаме повторно во студио. Продолжуваме со исто темпо, а веќе знаете и ваша умилен дел е овој дел кога малку поинаку ќе ви ги представиме гостите, низ нивни приватни фотографии и ќе дадеме некој коментар дополнително за да ги запознаете можеби подобро и поразлично до она што досега сте посведочиле. Но пред истото да ја направиме онаа игра која едно време велевме дека е летна, сега е можеби веќе есенска полека. Па одиме на есенска, да, пролетна, зимска, како се менува времето, така и името на играта. Така. Господја Гордана, како единствена дама, пред вас има еден сат кој што не станува збор за избор, туку станува збор за прашање кое што е така поразлично. Јас не носам научари, а мислев цело време дека се фискални ние. сметки, па ќе ми ги даде. Дека ви ги дадеме да ги Собираме, ќе ги скенираме. Сакате да ви помогнам. Ако можете да патувате низ светот, Дестинација. која земја ќе биде вашата прва дестинација, која е вашата крајна дестинација? Па можам да патувам низ светот нормално, дека можам. Зошто да не? Зошто да не? Еве една умилена Да, Португалија е земја која што планирам да планираме со сопругот да ја посетиме. И тоа е нешто што сакаме и Лисабон, и Порто, и Мадеира, повеќе да фатиме. И јас сакам Европа. Така. А како најдалечна би сакала да ја видам Австралија, ама 27 часа во авион ми е толку губење време, така да не верувам дека Австралија ќе ме види мене. Суштина ја сакам Европа и не би се одвојувала многу од ова Дестинација. Да. Крајна дестинација Сибир. Не би го посетила. Да? Никогаш. А да трчате до Португалија, може да се замислите? Нормално со преспивања по неколку градови. Не би трчала ни до аеродром на Петровица до Португалија. Доктор Андреј, повелете, одбирате се вие прашања. И Стефан секако посегне слободно и ти. Да. Кој е вашиот одмор од соништата? Одморот со ништата, во суштина ја имам малку различен став спрема одморот. Обично луѓето чекаат да одат на одмора, јас се трудам да најдам во денот макар минимално период да се одморам. Она што сакам најмногу е тој некој половина час во денот кај мене во двор да сам нешто работам. Убаво. Дома ме критикуваат, ми велат стана мајстор за се и се што. Со тек на време се учев и стварно сум во некои работи напредна, во некои работи сум тапа, не знам ништо, ама во Дали имате ваша градина на патлиџани, пиперки? Немам патлиџани пиперки, имам еден пријател кој е од, да кажем, од спротивниот политички блок кој има, па сака да ми даде некој за да ги пренесам кај мене, не знам дали ќе вираат од ВМРО во изнесени. Тоа треба да се види, да се сними. Да не ми го спомнам името, што води една одговорна институција, меѓутоа во секој случај имам украсни растенија кои така за свој кејф тоа го правам. Супер. И ако најмногу се одмарам кога сум дома. Тоа е добро кога дома сте си го направиле едно такво катче каде што имате мир. Сакам да патувам, меѓутоа сум патувал доста, често пати сум заклучил дека некоја се враќаш поуморен од одморот и затоа се трудам да ритамот го направам таков да во домашни услови се на некој начин се одмарам и тоа ми е омилена дестинација за одмор, инаку се е убаво, се сложувам. Португалија е преубава, Лисабон е фантастичен. Мислам, сите тие работи вредат да се видат. Но навистина се враќаме поуморни од сега. Има свој предизвик. Сум бил, да речеме, и на западната точка што е во Португалија на европскиот континент и на најсеверната што е во Норвешка, Тромсо. Интересно. И таму, вака како 24 часа беше
Беше ден, летно бели време. ноќ. Многу чудно. Леле, да, сигурно. И така тешко да се навигнеш, спијат со ние повлечени завеси. Многу невообичаено. Мислам дека ние имаме преубава земја и дека треба тука многу да поведеме акцент да она што го имаме како наша убавина, како природни ресурси ги направиме истакнеме. подобри. Да, може би не сме ни свесни. Па не, видете, Колку не излеземе Мавро зборувавме малку е фантастично. Охрид е фантастичен. Значи, имам огромен број на помали, да кажем, и поголеми места кои се идеални за одмарање и треба да или во рамки на Скопје. Ваков обем на парк, како што го има во Скопје, Градски парк, така. немаше никаде во поранешна Југославија. Значи, по обем, по содржина. За жал, ние не сме свесни што имаме и слабо го одржуваме тоа што го Барем имаме. го зачувавме и не изградивме некоја зграда во Тоа тој да, дел од градот, тоа да. така да на Па тоа уште да... не таму да давајте има идеи, зграда и... Но ако се договорите да земете расат од ВМРО ДПМН и да се посади во дворот СДСМ, ве молам такво обединение не треба да го... Кој вика дека нема пријателство меѓу Капини? противоставените страни? Капини, ќе го кажам, Коце Тројановски, Капини. Огромен поздрав на Коце Тројанов. Капини и мали патлиџанчиња кои ги имал тој. Шири домати, па тие се извонредни. Браво. Не, тоа е веќе добив идеја како ви тече од прилогот. Дефинитивно. И посета, Одлично. а господинот Коце е извонреден, така да Да, навистина да, голем Коце е поздрав супер. и до него. Да го слушнеме, Стефан, твоето прашање, кое што знам која е интересно дека баш тебе ти падна. Баш мене ме поведите за прашање. Кој е вашиот најголем страф? Јас вака немам некој страф. Не, што возиш така, како страв, Немам баш страф, немам. нема стравови. Но ако би требало нешто да одговорам, тоа е да не можам повеќе да си дозволам да возам трки со коли. Тоа е Добро. мојот најголем страф. Да не нешто се случи да не можеш да возиш понатаму. Да. Добро, разбирливо. Да, Ги тоа знаеме е- спортските повреди кај фудбалерите, Да. кај тенисерите, но која спортска повреда, не дај Боже, во вашите кругови може да ве спречи од на тамошно... Мислам дека ако имаш спортска повреда во овој спорт не е добро. Да, за жал. Ако имаш повреда, тоа значи дека е огромна повреда. Да. Едно излетување може да Може не може повредата да не фатално, настане да, на да, патека, да. може да скршиш палец во лифт, така, па ќе Шумахер те ни е, спречи да, да... Шумахер е Да, показател на какви, скијање. Шумахер е Ама на оние офроуд, Оф-писта. не на регуларна писта. Добро, не ни може, мислам дека таков тип на човек нешто регуларно, значи мора малку да биде екстремно во било кој спорт, така што да. Столбови имаше. Да. колку адреналинот те движи низ твојот млад живот? Без адреналин мислам дека повеќе не ми е интересно ништо. Не, буквално од кога почна формула да возам и да речам скијам, сноуборд возам. Не очекував дека не го правиш тоа. Не, мене ме интересира како каниш девојка на состанок, зајде малку да се повозиме на мотор, на форма. Не можам да замислам мирно на кафе, само на маса. Како тече тој разговор? Малку да се Не насмееме. можам да ја возам, немам возачка уште. Уште сум малолетен, но Да, кога ќе наполниш 18 точно. да, не знам. Ама интересно би било тоа. И какви одговори би добивал? Знаеш, имам уште Страв една ми е. кацига. Дојди да ја пробаш. Но генерално се што правам веќе не ми е брзо, ни скијање, ни еве мотокрос возам, јас возам ендуро така за забава, но тоа е доста опасно, сега треба да не го правам толку, затоа што не смеам да ризикувам повреда. Но повеќе ништо не ми е толку брзо и дури и спортска кола да ме вози некој во, не знам, еве да речеме, некој Порше или не знам што, не ми е веќе толку брзо затоа што во формула Да, 200. брзината- Кажа дека татко ти исто нели во тој спорт. Верувам дека поддршката од семејството е многу важна. Постоеше ли тука некоја дилема на почетоците, треба, не треба? Секирација сигурно имало. Мајка му ме интересира што го затоа што мајките поинаку гледаат. Значи, јас еве вака од преска со рацете, бидејќи е помлад од мене, сега не како да ми биде дете, но така го доживувам сето тоа, си викам, деле што ако нели утре моите деца сакаат со нешто со кое што мене би ми било страф и така натаму, можам да замислам какви разговори имало дома. Па мислам дека сите го очекува, но и беа спремни и знаат дека ова е опасен спорт, но се навикнат и бидејќи татко ми
беше автомобилист над 15 години. Така да, тој ме научи се што знам и имам огромна поддршка од дома и не ми се тие препрека некоја. Добро, значи татко ти го скршил ледот на некој начин. Огромен поздрав Така, до да. вашиот татко и таквите легенди ни се како потребни да создаваат идни млади кои ќе имаат идоли, но ајде кога сме веќе кај вас да ги погледнеме фотографиите на Стефан и да го поразговараме она што значи автомобилизамот како спорт во Македонија и во светот. Слободно можеш да дадеш своји коментари. Ова се фотографии од последната. Фотографии од последната трка од Словакија Ринг, мојата прва трка со Формула 4, заедно со Тим Јаник, чешки тим, кој има многу европски, но мислам дека и светска титула. Не сум сигурен, има се доста познат тим, доста успешен тим и моментално, можда и не треба да го кажам ова, но моментално сме по преговори за следната година. Да, тие ми огромна помош ми придонесоа овој викенд и стварно се надевам дека ќе работиме заедно и тие се исто така многу среќни од тоа што јас го научив и како јас се убрзав за време на тој викенд и очекуваме огромни резултати во 2026-та сезона. Споменавте дека немате дозвола за овој спорт да се практикува истата потребна е или не? Не, во овој спорт се потребна автомобилистичка лиценца. Јас имам меѓународна Одлично. автомобилистичка лиценца која многу поразлично се добива од обична возачка Возачка дозвола, дозвола. бидејќи тоа возењето на патека е тотално различно од И возењето на полигон е со Да. собар. Се шегува. Спреми се да паѓаш 3 пати како и сите, како полагаш. Тоа е зашо. Ете, рамо до рамо со Да. сите оние кои што се на оваа патека. Имав многу добри битки, многу претекнувања, но исто така и добро бранев и затоа беа многу задоволни од мојот тим. И немав грешки, што е едно од најбитните работи. Конзистентност. Одлично. Оваа слика е пред самата трка, кога влегувам во автомобилот и ова е моментот каде што има највеќе трема, мислам дека. Верувам. Верувам. Ова е сликата која објавивме за пред викендот, кога се борев со уште еден мој колега и победникот од нас двајца, јас, добив можност да возам за овој тим овој викенд. Одлично. Ова е после мојот прв подиум со Twingo Cup, во европскиот Twingo Cup. Мислам дека најмладиот македонец со подиум во автомобилизмот без картинг. Така да ова беше многу голем момент за мене. Одлично. Верувам дека и вашите родители биле многу горди. Да. Со мојот колега Ричард од Чешка после подиумот. И ова е последна фотографија, што тука гледаме. Ова е со мојот инженер во, да речам, во претходниот тим, каде што тестирав. Овде гледаме телеметрија и тој ми кажува јас каде можам да се подобрам. И благодарение на нив, на инженерите кои се огромен дел од мојов прогрес, они ми кажуваат, тие ми кажуваат се каде можам да се подобрам и се што учаме од нив. Секаја чест. Стефан, ти благодарам многу. Ти посакувам светски успех, да стигнеш до дестинација која што си ја посакуваш и да се гордееме со младите токму од ваков аспект. Така да на 18 години, извини, вистина воодушевуваш пред се со твојата скромност, воспитување, за која верувам во голема мера имаат улога твоите родители. Така да секој чев за нив. пред се. Благодарам многу. Да ги погледнеме фотографиите од госпоѓата Гордана Николовска и да ги коментираме истите. Ова е фотографија направена 2002 година, после конфликтот кој што го имавме 2001 година, првата велосипедска трка, јас и мојот татко. Ова е трка на мир и соживот, организирана, се водеше Скопје, Тетово, Гостивар.
клучните точки на Да, и конфликтот во сакавме 2001. преку спортот да го вратиме животот како што беше. Со животот. Со животот, да го вратиме со животот точно, да се воспостави спортот да не биде веќе бариера. Но наидовме на една бариера, се возеше до Тетово, од Тетово на првата наплатна према Гостивар не запреа, не ни дозволија да поминеме. Беше многу ризична трка, многу ризичен караван кој што го возевме. Се уште не беше мирно и смирено, меѓутоа бевме заштитени од полицијата во моментот кога веќе не беше безбедно, рекоа ве молиме, веќе не е безбедно првата. Иако и беа најдобри намери, но ова е 2002 година е наспревар кој што ми остави така еден различен впечаток. Европски триатлон куп во Охрид. На сликата сум со мојата сестра и со мојот татко, кој што сите бевме вклучени во организација. Татко ми беше основач на Триатлон Федерација на Македонија и негова му беше еден најголема круна што успеа да види од помладите генерации што организираа. Со Охриѓани имавме прекрасна соработка со целата екипа што работевме. Тогаш Охрид го направивме да биде врвен и се сеќавам на хрватските судии, бидејќи сме ние сите меѓународни судии, хрватските судии дојдоа ни симна капа и рекоа македонци не надминавте сите. И тоа е нешто што ми е жал што не можете да го чуете, сите да го пренесам, дека не е измислица, но ми е драго кога некој ќе дојде и ќе каже дека сите балкански земји ги надминавме во поглед на организација. Сите не ценат освен самите себе си. Да, време е да си се цениме и да престанеме со негативни коментари, ама кога е кај ценењето, ми е моја најдобра другарка Наташа, која што не пропуштила ниту една трка. Браво! Да учествува и традиционално после секоја завршена нејзина трка мора да се сликаме. И кога ги одбира фотографиите, сакав да имам и Наташа. Ако баш да, затоа што сме другарки 40 години. Браво, тие пријателства се... Тоа е најголемо богатство кога имате фамилијата и пријателите околу се. Така е. Браво. Кога сме кај пријателите, оваа година, после не знам колку време, си дозволивме да одиме на скијање, да се собереме едно поголемо друштво и навистина уживавме тие 7 дена. И најголемо богатство е што ќе ги создавате спомените на децата. Најголемиот чеиз што може да им го дадете на децата се спомените. Така. Така да повеќе практикувате квалитетно време со добри пријатели, со фамилијата, отколку скапи подарици кои што по 2 години ќе заборават дека постоеле. Баш така. Надпреварите во Дојран ние, да речем, една лулка на триатлонот и тука првата Балканијада во триатлон ја организиравме и ова е една весела екипа. Значи, морам да кажам дека судиите во триатлон се фотографијата. Перфекција, да. Перфекција. Ова ми е малце блесава, ама полна е со емоции оваа фотографија. После едно прекрасно одржано првенство, решивме да направиме една стига која што ја ќе паметиме и ми е посебно драга фотографија. Оваа екипа е незаменлива. Супер, браво. Ова е прва трка во короната што се одржува во велосипедизмот. Трката е во Маврово. Тука е мојот татко учесник, јас сум во улога на судија и ова е трка каде што не смееше да има контакт меѓу учесниците, па се пуштаа еден, па пауза 30 секунди. Беше пријавен на трката. Јас бев таа со свирчето и со знамето што правев ред кој каде дистанца да не се заразиме. Така да ова е убава трка. Пред 2 години се договоривме да одиме на концерт на Роби Вилијамс, 6 другарки, отидовме во Барселона и ова ни е една убава фотографија од тие спомени, па кога стигнавме на концертот, свативме дека сме купиле фейк карти, како не само ние, уште некои 500 други посетители од Италија, од секаде.
За среќа купивме други, па после тоа ни ги рефундира, а парите некако... Значи уживавте сепак Да, во концерт. уживавме во Барселона, Роби беше Барселона е добар. за уживање. Да, меѓутоа пазете како купувате и од каде купувате карти. Не верувате на се. Се има. Да, концертите се и дружбата и патувањето се тоа Со оваа фотографија ќе го затвориме вашиот дел на Да, фотографија. ова е интересна прв до тема. врв. Значи прв до врв се одржува веќе, не знам, 15 на години. Јас сум судија на мотор. Една година може би имам пропуштено заедно со Бојан Николовски. Тандем сме и е супер трка. Значи ова е трка велосипедска и планинарска, во исто време се одржува. Ова е трка каде што ме канат да помогнам во организација, не е трка каде што сум директен организатор, но е многу интересна затоа што има летечки старт. Започнуваме заедно со возење од пред музеот на град Скопје, се вози полека и веќе кога ќе стигнеме до Водњанска, кога ќе ги видиме дека се наредени планинарите, прво поменуваат велосипедистите, па ние, веќе каде што е портата, тука поминувам, свирам и означувам дека Прекрасни летечки старт. настани кои што не само во Скопје, ги подарувате низ цела Македонија и натаму бидете неуморни во организирање, бидејќи ваквите настани обединуваат. Неминовно на боја, раса, политичка опција или што и да не одвојува, спортот не обединува. Така да ви благодарам. Да, енергијата е таа што Така. не спојува и сакам секој да ја осети таа енергија. Навистина е така. Да ги погледнеме фотографиите од доктор Андреј и истите да ги коментираме. Ова е во Израел, тоа е зидот на плачот, тоа е Ерусалим. Тоа е една конференција на Светска здравствена организација. Јас тука бев во својство на член на парламентот наш, на конференција на голема на СЗО имаше во Израел и тоа е едно, да кажам, клучно место во нашата религија, во христијанската религија и така да ми беше прв пат имам уште еднаш после тоа отидам таму, навистина за мене е импресивно место. Навистина е така. Да. Ова во парк, ова јас сум фотографот тука, ова кога децата беа мали. Го споминавме градскиот парк. Во градскиот парк го спомнавме, тоа е сега децата се многу поголеми. Велосипед и ролери. Да, Браво. ролери, али сега Сега не ви дозволуваат да објавуваат. Керка е студент во завршни години на медицина, а син ми е на информатика студира на Финки. И си имаат своји спортови, она вежба тој реформер, што е да. популарен Сега е многу модерно. Сега се актуелни, да. И доста го гледам, го вежба многу интензивно, а он оди во теретана, тоа му е друштвото, тоа име. Задружати си вежбаат Тоа во е исто време. спортот, таков се разбира и други спортови. Ова е председателот на канадскиот парламент во средина во посета на Канада со тогашниот председател на собранието Трајко Велјановски, го гледате сегашниот министер за транспорт и подпредседател на влада, тоа е една посета на канадскиот парламент кај што не прими председателот на канадскиот парламент, која беше така добра, се сретнаме со нашите таму. Така, имаме многу во Канада. Во Канада многу луѓе, бевме во посета на црквата и сега често пати кога доаѓаат кај мене некои пациенти што биле дел од тој собир, таму велат се сеќаваш тогаш, само тоа е многу луѓе, не можеш да се сетиш на сите. Тие се сеќаваат на вас, биле еден, но вие не можете. Ние сме биле делегации и они така го поврзуваат тоа време. Ова е во времето кога ние бевме опозиција, ама многу години беше пред едно 10 години, можеби и повеќе. Јас како генерален секретар на СДСМ ова правевме некои со новинарите, со представниците на медиумите, гледате тие отпор. После тоа го преземаа многу други тука и во некои други соседни земји како модел на делување на опозиција. Зимно време на улици беше така едно искуство кое да кажеме оригинално и не може да се надомести. Понатаму тоа следуваше со да кажем со промена на власта и натаму со луѓето кои потоа дојдоа, кои продолжија после нас, меѓутоа генерално се беше онака, немаше некои големи инциденти и така натаму. Ова е ЗЕЛС, како председател на ЗЕЛС, го Коце го спомнавме тука, од таму датира и нашето
пријателство во тој период, кај што сме решавале многу се направи за општините во тој период. Тогаш беше законот за децентрализација, се пренесоа надлежности. Денес ми е жал што некои надлежности се пренесоа, искрено да кажам, кога гледам како ги злоупотребуваат делот надлежностите, особено во делот на градењето, на инспекцијските служби во урбанизмот. И тоа па ни државата не функционираше нешто многу добро во таа област, така да очигледно треба пререгулација на таа сфера да се направи, бидејќи она што го гледавме во некој дел, особено во делот од скопските општини, ужас. Тоа е просто неверојатно. За жал и се уште сме сведоци на истото. Ова исто една мислам дека е таму од истата делегација од Канада. Интересно обединување има, изгледа не само во двори на Трпез. Не, во се шегува. Добро, кафаната спојува секојаш, ама да се нашалиме, ова е сепак дел од еден програм кој беше таму. Ова е горе на Торонто, Тауерот, што им се викаше како се вика кулата, кај што бевме на една вечера и беше доста така интересна една посета, динамична од многуте кои сме имале. Ова е нова, ја спомнавме. Така, училиштето на Стефан. На Стефан училиштето, ова е керка ми кога дипломираше во Нова. Има 4 до 5 години, значи наназад. Меѓутоа, церемонијата им е супер, знаеш, вака нестандардна церемонија. За церемонии се добри, училиштето е добро, другите работи ти си ги знаеш, не да влезеш. За секого е различно, секој училиште е различно за секој. Кога сме веќе таму каснам на час, така. Веднаш го вртам листот и ќе ви напишам оправдување. Така да пред Нова имаат, мислам дека добро знаење добија и дека особено начинот на кој зборуваат англиски. Кога јас зборувам англиски, некојаш ме слушаат, ми велат се смеат. Значи, ама тоа е тоа. Добре. Ова е трговскиот центар Карпош 3. Тогаш ги местевме овие плочки што и ден денес траат. Ова е тогашниот директор на УСАИД во Македонија. Многу ми е интересно, градоначалниците ги паметиме по плочки, Па се направија доста работи. За мене најзначајна работа е, да речеме, ако се враќам на тој период назад, училиштето Коменски. Јана Монскоменски е изградено од темел и беше прво училиште после Тито, што е изградено во плурализмот во некоја општина. И тоа беше направено со помош и на американската влада и на нашата влада, значи и на општина Карпош. И е ново или најомилена ми е, спомнав, патеката за велосипеди која почнавме на Кеот. Имаше други некои работи многу авангардни. Скейт паркот прв што беше направен. Жално што дел од нив не се зачува убаво. Дел од нив не се добро одржуваат, меѓутоа дел од нив функционираат. И уште меѓутоа и многу други проекти кои мислам дека во тој период беа така доста добри, беа особено во делот на инфраструктура базична што сме ја правеле. Ова значеше заживување на трговскиот центар. Лепкарија беше мртов пред да го направиме. Сите продавници беа затворени, се отвори. Ова е кај мене во кабинет, во ординација. Една слика, тоа позади што го гледате, тоа е дермоскоп, се користи, ние во Аџи Бадем Систина го користиме за дермоскоп и ова е предавање на една од конференциите. Мојот фах е лазерска хирургија на кожа, ја на тоа имам докторирано. И многу ги употребуваме. Денес имаме 10 лазерски системи со кои работиме и сите тие имаат своја примена, своја употреба, така да често пати ги презентираме. Ова е една регионална средба, мислам дека или во Белград или во Црна Гора, точно не можам да се сетам од сликата. Ова е тука кај нас во Штип, ова е едно предавање на студентскиот конгрес за студентите. Тоа е пред неколку месеци направено, некаде мислам дека во мај-јуни беше оваа година, каде што имавме еден добар настан. Студентите таму се многу активни и многу добри и ме поканија да одржам едно предавање заедно со уште неколку мои колеги. И имавме навистина фантастичен настан. Јас им кажав, нивната организација и ентузијазмот, кај младите луѓе секогаш е така. Ако ги бива многу повеќе некој од ние што се трудиме да организираме некои настани, конгреси и така натаму, направи еден супер организација, супер настан, многу културно, многу на ниво направено и многу поканија доста луѓе од кои имаа што да научат. Беше интересно. Одлично. Да, таа е таа слика.
ова е спортот, ова е сега во ракомет. На ракомет бевме и беше спие во истиот хотел кај што беше и репрезентацијата, така беше организирано. Еуфорично. Па не, други не беше тоа толку голем, тоа беше како комплекс еден на една бања која беше организирана во како кампус на репрезентацијата и ние случајно бевме Со таму. оваа фотографија ќе го затвориме вашиот дел на фотографија, ова е вашата најголема поддршка. Ова е мојата супруга, она е исто доктор, она работи тешка работа, онколог. Мојата работа е малку по да кажем, има поведри моменти за кои зборувавме, ова се За жал, така, за жал незината работа е малку по... Ова мислам дека беше Мајами, дека е слика од Мајами. Одлична дестинација. Прашање кое што можеби не ви го поставивме, а сакате да ни го одговорите. Еве, Стефан. Освен што треба да ти напишеме оправдување за научилиште, до кој професор се шегувам. Ке се качиме и ке директорот ке го потпише за да има поголема тежина. Мислам дека супер. Кажавме генерално се. Така да. Како би ги мотивирало оние кои се на раскрсница да одберат спорт или пак да одберат со што ете дополнително би се бавеле во своето живење, делување или пак можеби како хоби? Прво би сакал да кажам сите да бидат безбедни на улица. Не е место Најбитно. за надпревар, особено со автомобили. Јас немам возачка нормално, но кога ќе возам на улица немам потреба да возам нели брзо. Така. Нема тука надпревар, тука има цивили и да, само тоа да се биде безбеден, а јас според мене најдобар пат до автоспортот, барем јас како што почнав, не е преку картинг, барем од овде од Македонија нема баш можности. Јас почнав од симулатори и стигнав до Она што формула. се денес. Да. Така До да, титула. за мене тоа беше патот. Сега не дека така треба, Така. но Тоа е вашиот да, пат. тоа е мојот пат. Секој има различен пат и различен успех. Успех Гордана? Прашање кој што може ли? Слика од маж ми не пратив, се извинувам. Јавно ќе го поздравиме. Или пратив, не знам зашто не, па еве да кажам дека не. Да си го поздрави, да не се Да го налути. поздравиме. Да, не, јас се шалам, меѓутоа мене ми е смисло за хумор. Одличен. Било кое, значи без хумор не можам да живеам, секако дека нема да се налути, нема нешто што не ме Колку прашавте. години сте заедно с вашиот сопруг? 25. Секоја чест. Браво. Тајната на успех за долг брак? Нема да ве прашам за спорт. Толеранција и доверба. Толеранција и долг. Кога ќе се изгуби довербата, ако кај ќе одиш, кој ќе одиш, ова колку сат ќе се вратиш? Кој е поентата? Па и ако пристане да ве прашува и тоа не е убаво. Не, меѓутоа, знаете, Негде помеѓу. Некаде в баланс. Да, ако има доверба во една врска, тоа е и за на работа и со колегите. Ако немате доверба, цело време ќе се мислите Така е. дали го кучи микрофонот, сега ќе ме фати. Ако нема доверба, Така е. сами себе си го уништувате животот. Јасно. Така да мислам дека довербата обострана е тоа што не Се е држи тим. заедно. И животот и бракот е тим. Доктор Андреј, кратко, бидејќи сме веќе на самиот. Не, нешто посебно не мислам дека тоа е тоа. Јас да кажам задоволен сум од голем дел од овие работи што сум ги работам со љубов. За мене клjuč на успехот е да работите некоја работа со љубов. Се што сум работил со посветеност, луѓето ме знаат, не сум се штедел. И кажа на Гордана дека најважна веројатно работа е она никогаш да не се откажувате. Јас сум човек што и по принцип сум упорен и не се откажувам и мислам дека падовите и поразите во животот, тоа е моја вака порака некоја и за луѓето, се дели од успехот. Така. Не можете да бидете успешни Ако нема пат и пораз. И порази, тоа е најдобрата лекција која може да ме учите. Ви благодарам на сите јавно што Благодариме денес ни многу. одвоивте време и ни дадовте внимание. Милена, мислам дека и денес имавме одлични разговори. Така е, навистина. Останете и натаму на Канал 5, не именувате го каналот, бидејќи ние сме најдобриот во македонскиот етер.